Имајќи во предвид дека утре следува закажан состанок во Страсбург, договоривме наредна средба на 26 во истиот термин, 1:30 после пладне. На масата беше ставен предлог за теми за разговор од страната на ДУИ, но секако се најавени и теми за разговор од страна на СДСМ, од страна на ВМРО ДПМН и од страна на господинот Мендух Тачи или ДПА. Не отворивме никакви разговори за самите теми, заради тоа што претходно мора да се решат одредени прашања, а тоа се принципиелност во самите предлози, рамноправност во учеството на сите во самите предлози и гаранција за спроведување на сето она што ќе биде договорено. Очигледно, некој исчекор нема, но секако договоривме нов термин на 26, знаејќи дека утре исто така предстојат средби во Страсбург. Не отстапувате, господин Заев, од вашето барање за текущ план? Не сме дојдени до барањата на било која од страните кои што се присутни, а тоа се четирите најголеми политички субјекти во државата. Воопшто не сме дојдени да разговараме за барање на било која од четирите страни. Секако нашите се јасни барања, ниту во одреден момент се отворени новие средби, ниту нашите, ниту било кој од присутните. Се уште се разговара за принципиелноста или принципите при влез во евентуални преговори, рамноправноста на сите во сите тие преговори како гаранција за чесен пристап и фер однос на сите при евентуално влегување во преговорите и апсолутно гаранција за евентуално што би се договорило на самите преговори за нивното практично спроведување. Господин Заев, договор за формирање приодна влада, па преговори или пак разговори за формирање приодна влада? Нашиот став е јасен. Ние бараме преодна влада, кој што сам по себе доволно широк термин ги дава повеќе алтернативи на таа преодна влада, која што може да биде технократска од администрацијата, експертска од експерти, може да биде и политичка, секако, но не сме дошле воопшто да разговараме за сите овие наши барања или барање на било кој од страните. Ние го аргументираме нашето барање како независна институција која што ќе биде влада во одреден период заради враќање на сите состојби во нормала и подготовка на Македонија за предвремени парламентарни избори. Очаквате ли напредок утре да срещате во Страсбург? Не можем да кажем ништо. Ако има нови идеи од пратениците од Страсбург, од представниците на комисиите, тогаш би можело да се случи некој напредок. Утре попладне ли е средбата? Утре попладне е средбата. Имаше брифинг од вашата партија дека ВМРО ДПМН ДУИ ДФА настапуваат како едно. Кои се нивните позиции? Ако би го кажал тоа, би навлегол нечесно во детали на тоа што се разговара. Јас реков, рамноправност бараме, принципите да бидат поставени и апсолутно фер шанси за било која од страните што влегува во евентуални преговори доколку се отворат преговори. Господин Заев, нашите въпроси са посрещани с мълчание от управляващите последните няколко дни. Вие с какво поведение на хората, с които сядате на масата за преговори, се сблъсквате? Ние сме демократска партија и реков, и покрај тоа што нашето искуство во делот на преговорите не е сјајно, односно на еден начин сме обесчестени со сите тие снимки кои што излегоа, со сите тие телефонски разговори дополнително кои што се снимале со години, со Палома хартијата и она што се случи во пракса после преговори за избирачкиот закон. Како демократска партија веруваме во диалог, веруваме во преговори, но апсолутно веќе многу поискусни бараме тоа што денеска ви го соопштувам. Принципиелност, фер, рамноправен третман во преговорите и апсолутно гаранција од меѓународниот фактор за евентуално ако се влезе во преговори, секоја точка што ќе се договори мора да постои силна гаранција за нејзино практично реализирање. Рековте се среќавате на 26 повторно. Зошто се среќавате ако нема сигнали дека може да се доближите во Страсбурговите? Заради тоа што логично беше исчекувањето да видиме дали предлози има од Страсбург. Една од причините зошто би закажале нов термин, кога денеска нема исчекори. И втора шанса е да дадеме шанса на диалогот. Ние сме и впрочем тука. Некои не прашуваат што барате вие таквите кои што толку пати сте излажени од власта. Ние сме овде. Од иста таа причина и на 26 и кога и да се закаже диалог, ние ќе бидеме овде. Но апсолутно
правилата мора да важат подеднакво за сите и правилата мора да доведат до гаранции за нивно практично реализирање. Мислам дека тоа го очекуваат од нас граѓаните. Ние сме само поединци кои што во ова време сме лидери на политички партии и нашата одговорност ја носиме пред тие што ги застапуваме. Јас опозиционерите, а секој соодветно од присутните. Ти благодарам на сите.